А корупцијата е главна причина за иселувањето на младите. Според истражувањето на Сдруженијето Сега, половина милион граѓани искусиле некакво коруптивно однесување. Корупцијата е главната причина што младите ја напуштаат земјата и стануваат успешни во странство. Ова го оценува шефицата на Комисијата за спречување корупција Билјана Ивановска. Таа вели дека општеството кај нас е загадено од корупција и итно треба да се создаде здрава клима и систем против корупцијата, за да може да се вратат сите што избегале во странство. Ние сме направиле најголем извоз на мозок. Најголемите умови надвор функционираат и се најдобри работници во странство. А тука не може да успеат заради тоа што има големи влијанија од страна на политиката, постои политика на неказнивост, постои нетранспарентност, отсуство на интегритет, се тоа фактори кои што многу влијаат на постоење на корупцијата. Кога веќе сме утврдиле што ни пречи, значи треба да идеме чекор напред, да го отстраниме тоа што ни пречи и да дојдеме до една чистина, затоа што само со висока свест можеме да се избориме. Зоран Илиевски од коалицијата на младенски организации Сега вели дека заклучокот од истражувањата кај младите е дека корупцијата е најзагрижувачко прашање за нив. Тој вели дека 1/3 од граѓаните сметаа дека биле дел од некакво коруптивно однесување или околу 540.000 граѓани. И истражувањето го потврдува истото дека високи 63% од младите сметаат дека најприсутна коруптивно однесување е влијанието помеѓу роднински пријателски односи. Понатаму на второ место најприсутно според младите со 62% е вршење корупција која што се однесува на вршење на услуги или давање на подкуп. И давање на подкуп 48,6 високи проценти. Младите сметаат дека е она што е најприсутно кога станува збор за корупцијата. Самиот факт дека во 2020 година само 87 лица се осудени на корупција покажува дека неопходна е системска промена или реформи во правосудниот систем кој што треба да делува. Илиевски додаде дека според нивното истражување само 0,015% од коруптивните случаи биле решени во судовите во земјава. Ова според него ја покажува неефикасноста на правосудниот систем. Од таму додава дека мора да се направат итни системски реформи.